Драги мои, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на така наречената, на така поставената, на така онадената и онаквената ваша најнеомилена емисија Жадиш бурек или Јади бурек, само немој симит. Бурек како син... Да, добро, благодарам. Мерси боку. Voulez-vous que je sois avec moi ce soir? Il y a gendarme, je ne peux pas. Леле колку сум стара. Не, и уште не ми текна она вчера песната, она Иду дани. Појма нема од кај ја знам. Океј. Стримот почна да се тркала. Се надавам дека ќе се упеца некој од вас и да коментира на тоа. Вечерва темата ќе... Мармар? Фак. Магнетот ми падна. Поинтересно е да сум у кадар него вака. Старост години. О, кичмо моја преđи на другога. Што викаат французите. Сега? Bonjour, madame et monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Très bien. Океј. Темата ќе биде USAID. Не мора уште, има време за телефони. Прим ќе имаме и телефонско јавување во врска со оваа тема. Тоа е една работа. Друга работа, не знам, чудни ми се македонците. Ми иде да ги мајки и шајки да им кажам. Од друга страна, морам да признам дека Македонија беше... Ајде бе, уклучи се бе, хај. Неќе без струја да работи. Ја не знам како прават вакви телевизии. Денеска имаме бежична ова, бежична она, све ово, она, ваму, тамо, коли на струја. Овој неќе да работи без струја. Зашто? Зашто ја не знам, мислам, стварно, јас сум многу изненаѓен и увреđен. Добро. Додека чекам као нешто да пуштам, дека професионално влегуваме во емисијата и правиме едно интро, Салто Мортале, дела Мортадела, Гранде Куполи, Катедрале ди Милано, Парла тути контра мафија, уште колку реченици имам, Quanto costa lasagne, signore, prego, grazie. Толку беше. И со 10 збора италијански идеш, купуваш 30 пара фармерки и се враќаш затоа што живеевме у златно време да идеме да купуваме. Тоа што немаше фармерки кај нас, што бе златно време, не моравме ко стока да идеме таму по фургони да се бута. Фармерице сме купили, па онда... Ајде бе, уклучи се бе, ајде бе, YouTube неќе да ми работи како што некогаш ми работеше. Ајде, YouTube. Шо ќе пуштиме на YouTube? Ја би пуштил овси како пасат. Ама мислам дека е тоа предобро. И сакам да кажам дека македонскиот народ, колку и да ме нервира, има една работа која многу ме одушева. А тоа е, пред да се свестат американците што треба да направат, ние први направивме. Ги сменивме дебилите од власт. Ај што ги сменивме? Власта многу покоректно се однесува и многу помалку арогантно. Прво, оваа власт не краде. Ништо не ги фативме во никакво крадење. Оние за една година ги фативме. Те реке, те ова, те она. Мораа почнаа и сами да се апсат меѓу себе од што беше толку криминал. А се сеќавате дека ДЕИ ми доаѓаше со полициски акции да се ловат криминалци заради дрога? Затоа што... Зошто? Туку се овие промени што се случија кај нас, после 6 месеци се случи во Америка. Дојда десно ориентирани партии, дојда пазарно ориентирани, економско ориентирани партии, кои не се занимаваат со лубриканти, кои не се занимаваат со лубриканти, кои не се занимаваат со паради, кои не се занимаваат со
sredstva i fondovi za transgenderizam i slično. Ono što je najinteresno i ono što je ontološko to promašuvanje na Donald Trump, zaradi koje zasluženo mu se sluči to što mu se sluči, upadao dvo Capitol Hill, koji je potpuno isti kako kaj nas upadao dvo Sobranije, to 27. april. Što da puštam? Peaceful night, healing stress, anxiety, ognovi. Santorini. Ne, Tajvan. Ne. Što ke puštima? Ne. Ne mi se sviđa. Blade Runner live. Ama ne znam kakva je, ako je fiksna, Blade Runner live. Ako je fiksna, ako je jedna fotografija fiksna, ne mi odgovara. Sakam nekoja... da, odloživom, reklama. Temu. Čime temu može? Temu moja ta porno programa. Sve koja večer gotinkam so kartica na temu i stalno kupujem po nešto. Strange World Science Fiction Ambience. A ja se nadam da je neka animacija ubava. Ne, ima i dobro muzičaj, to je sigurno. Kuku none, vidi be, vidi čajer kako smo go napravili. Tip top bombona. Ok, dobro za pozadina. Evo ti nekoj će gleda. Inako, realno bi trebalo ovci kako pasat, no to ne se odnesuje na osvestenioti zbog tisan makedonsko-amerikanski narod, to se odnesuje na onije što ušte misle deka levicata ke se vrati, ona radikalna levica, deka povtorno ona gay-tronic radikalna Al-Qaeda povtorno ke počne da go trese svetom. Znate što? Dobro je što se sluči ovije promjeni i kaj nas zaradi relaksacija, malce da izdišeme i nije. Evropa mnogo napnata ke bide, сега se organizirala Evropa protiv Amerika. Ne protiv Amerika, protiv Elon Musk. Бидејќи не смеат да кажат дека се организираат против Америка, ние сме против Елон Маск, немаме ништо против ово, наваму тамо. Елон Маск вика, јас сум ВД, државен службеник, кој само 2 години ќе работам, кој треба да ги прекинам сите оние криминални финансирања. Најубавата вест ни стигнува покрај тоа што USAID клуч му е ставено, што значи еден куп организации, оние новинари кои ја пушеа пурата на претходната власт, кои се изживува врз ликови како што сте вие, ние, кои не бевме за таква идеологија, кои крадеа, бидејќи добивање такви грантови и фондови се буквално крадење. Но се уште се храбри, се уште се моćни, Джордж Сорос има огромни пари и контраударот ќе дојде. Да видиме кога и да видиме колкав ќе биде. Но, во секој случај, финансирањето на сите овие проекти, на сите овие радикални, екстремни, левичарски и терористички организации, како и медиуми цензорски, конечно заврши. Преку ноќ нема да се случат промените, бидејќи, знаеш, кога ќе добиеш ти грант за едно 6 месеци, работиш, устаеш за каузата и се надеваш нешто ќе се смени. Ќе се смени за едно година, дена, да ги допотрошат парите, да не пристигнуваат нови и да видиме колку добар берзански шпекулант, бидејќи берзански шпекулант е и професија. Идеш на берза, купуваш и продаваш акции и од разликата од парите си заработуваш за себе. Нормално, бидејќи јас сум лош човек, ќе ги потрошам парите на луксузни патувања, на луксузирања, на шетања, на купувања разноразни дрангули, али Джордж Сорос, затоа што е многу способен, он тие пари ги дал за
нели, многу позитивни проекти да прогресира едно општество, да биде многу арно и ви донел некои типчиња како Џабир, како Цивил, како Амон Сра, како овој, како оној, да ви кажуваат што треба, што не треба, как не треба, кој треба да биде на власт, кој е фашист, кој не е и така натаму. Ова завршува и за некое време, за едно пола сат се надевам да откако ќе го искам бурекот, ќе се слушнам и со главниот човек кој стварно го има јадено стапот, медиумски, нормално, токму од овие здруженија, но на кои им се спростистави не на бурекџиски, на многу сериозен новинарски начин. Тоа е мојот колега Цветин Чилиманов, скоро го видовте овдека за време на инаугурацијата на Доналд Трамп и добро ја познава таа проблематика. Искрено, не само што ја познава добро и американската политика, бидејќи беше дописник на МИА од Вашингтон. Ја, ако сум сега некој фактор, веднаш би го вратил назад таму, барем со уште еден двајца калпазани да трчаат и да работат за него, затоа што, како никогаш досега, ни треба покривање на она што се случува во Америка, во Македонија. Затоа што првпат имаме луѓе, македонци, милиардери. Ја не сум знал дека имаме милиардери, но двајца се појавија. Едниот е Крис Павловски, собственикот на Рамбл, кој даде огромна поддршка на владата на Мицковски со желба да се направат позитивни промени во Македонија. Или, ја барем се надевам, финансирањата кои ќе секнат сега од USAID и од Сорос да продолжат, бидејќи на Македонија реално и треба помош, да продолжат, но за реални економски и социјални проблеми во Македонија, а не партиско-душеваднички како до сега. Имено, и јас и Цветин работиме и за Република, и он извади една колумна која се вика со феноменален наслов, а тоа е во изминатите 3 години проект за изработка на проектна документација. Знаете што е ова? И шупле у празно. Значи, ова е едно од објаснувањата на оние организации, на USAID, кој он ја користи во... Мислам дека ова слоган треба да биде. Мене барем ќе ми биде. Значи, се работи кога овие што ги грабаат фондовите и после ги правдаат. Што направивте со тие 40 милиона што ги земавте од USAID? Па види, изработивме проектна документација, реализиравме проект за изработка на проектна документација. Пазете, тоа се пари од чесен, обичен работници од Америка кои плаќаат данок. 40% данок плаќаат овците, будалите, затоа што имаа левица на власт, затоа што социјализам владееше кај нив, не капитализам. Да е капитализам, даноците се ниски. Не се. Тие пари идеа за вакви ајвани, тренирање магариња. Се сеќавате на тренирање магариња? Се сеќавате на оние новинарчиња кои од еден плюкаа против Македонија, кои работеа на промена на името, на промена на идентитетот, на промена на уставот, на прифаќање на територијална поделба, Охридски договор, за се што беше со традиција. Тие што брусеа јахти. Брусевме јахти. Сега треба јахти да брусиме, да полираме јахти. Шахти, нели, сонцето од Вергина. Па тоа е. Кога си човек со мозок вагина, онда ти смета Вергина. Кутлеш. Страшна работа. Леле, македонците го користеле знамето од Кутлеш. Тоа е наше, ке не уништат, бре. Јас знам дека има македонци што уште мислат, не знам, ќе ги промениме границите, мамата ќе ви ја расплачеме, ово, она, ваму, таму. Но знаеш што, Александар Македонски може да го користи било кој сака у светот и смее и има право да се повика. Еве ви викам, можат србите да направат споменик за
za Aleksandar Makedonski, nema nikakav problem. Bugarjanot može da napravi, nema nikakav problem. Ma nije mi interes, ne nivni. Nije ga osjećam kako naš. Imam pravo da se identifikujem. Što je bitno? Što? Ne može mene Branko da mi izleze, ne toj Branko, drug Branko, kolega Branko. I da mi reče, vidi, nema nije ništa sa antičkite, nije sme došli u 6. vek. Da, su to cepče, to što se pod Dunav. Nemoj, molim te, ti je finti. Niti je to, ni jedno to je točno, ni drugo to je točno. Si izmešalo. No što mi je vladaješ teritorijata na koja to bilo? Imaš pravo da je naslediš. Znate li дека денешните Французи апсолутно немаат никаква врска со галите? Астерикс и Обеликс. Дека тие гали кои биле по идентитет, по ДНК и така натаму, едноставно исчезнале, се претопиле. Ама некој живее на таа Нормандија, тој Француз што живее таму, се повикува на целата историја на неговата земја. Има право. Кој му го оспорува тоа право? Никој. Па зошто мене да ми го оспориш? Овдека сум. Живеам у куќа на Железничка 30, да? Добро. Ама таа не е твоја куќа, него чива е. Што пише имотен лист? На Јанко Илковски. Ја направил дедо Јанко Илковски. Ама претходно било нива на Стево Мево. Нема Стево Мево. Мое. Дали разбереш? Сум го купил, сум вложил, сум го одгледал, го одржувам 6 децени. Што сега? Мое. Не е стан у 60 спрата. Мое. Земја. И горе, и доле, и небото, и воздухот. Мое. И шо ке ископам таму одозло? Мое. Најдов слика. Одозло. Појма немам чива. Мое. Можеш да се повикаш дека ти си? Можам. Кој смее да ми го оспори тоа право? Знаете ли дека смеете да се декларирате како сакате? Еве, например, можете да се декларирате дека сте французин. На следниот попис напиши како се викаш Јанко Илковски. Како се декларираш французин? Ама ти не си французин. Што ти е гајлебе, тебе дибеку, што ја мислам за себе и како се доживувам? Тоа не значи дека ќе добијам француско државјанство, француски пасош, дека ќе бидам признаен како французин, но имам право. Абе, трансджендери, абе, вие пуштавте мужи да се надпреваруваат со жени, да влегуваат у женски купатила само затоа што они така одлучиле. А мене не ми даваш да се повикам на она што сум го наследил како реално наследство, како материјално. USAID со ова се занимаваш. Да, пазете, ќе дадеше за црквата у Говорлево, тук и таму по некој проект, бидејќи мора разноврсност, иначе знаеш како боде очи, па немојте едни и други, ово, она е, како не. Еве 100.000 за Стрито и Чрчо и 10 милиона за новинари и медиуми кои се строго антимакедонски. Мртви ладни и кои смееше да писне. Дали сте виделе вие конфигурација на македонци вработени во Американска амбасада? Се надевам денеска дека ќе можам и да го испровоцирам мојот соговорник по телефон кој ќе го јавам на едно кратко интервју. Знаете што е тоа? Партиско енџија Дувло. Македонци кои работат исклучиво за една партија, кои се Сорос ориентирани, кои се USAID и кои работат само една агенда. Не бев многу познат на времето, и то тие со децени, не дека нема и окей луѓе, апсолутно. Дете болно од рак треба, на мои пријатели, сакаат да го однесат во Америка. Оце беа поинакви работите, поинаква беше амбасадата, се пикаме унутра, детето плаче, чекаме. Кој сте вие били? Ние сме да. Зашо сте? За тоа. Чекаме. Ние дур чекаме, доаѓаат узбекистанци, пакистанци, козари од планина, црвенокошци, црнци,
белоглави орли, секакве. Абе вака се штенца, абе нема проблем. Виза, одма виза. За гранци дојден, одма. Овие родителиве, и тоа, знаеш, ние бевме луѓе од црква и дигнавме голема фрка и дури преку црквата успеавме да, преку некој, фала на црквата што се заложи и направи притисок, немаше да го пушта. Така да тој политички притисок кој го направија, политички притисок за едногодишно дете болно од тумор во мозок. Кога ја видов таа неправда, кога го видов тоа, мислев дека се наоѓам на шалтер у некоја еднонационална општина. Кај што нормално, каур као мене, кој се бе тие? Абе, тргни се таму. За моите све се брка работа. И така создава таа поделба во општество и затоа Македонија стана не бинационална, ова е ништо, бе, ова е кокошарник. Им даваа сила, им даваа пари, овие во ароганција крадеа све и нормално се создаваше хејт. Хејт и кај нив спрема македонците, македонците гледајќи оваа неправда, и они почнуваат да хејта. И наместо проектите на Сорос и USAID за релаксирање, за интеграција на општеството. Тоа не беше интеграција на општеството помеѓу за мултинационално, мултикултурно општество. Не, тоа беше притисок, се што е македонски, православно, што е традиција, што е семејни вредности, да се гази. Се газеше со трансджендери, со геј, а ваму се финансираше песни за учека. Па немојте бе, луѓе. Не ме правите будали. И после, нормално, ја испаднав, нели, анти-геј, ја испаднав, сум ги мразел албанците, уште си тераат тие филмови. Во изминатите 3 години со поддршка на USAID реализиравме проект за изработка на проектна документација. Овој легендарен цитат го најдов во едно од вестите објавени денови во некој од добро и обемно финансирани медиуми од USAID, кои преку оваа американска агенција се обидуваа да ги оправда своите активности во Македонија. Сепак, падот на USAID се случи толку бргу, во моментов додека го пишувам ова, во Вашингтон буквално ги ошрафуваат буквите од зградата на USAID во неокласичниот комплекс на владини згради меѓу елипсата и хотел на Доналд Трамп, што досега не видовме да се направи некој посериозен обид. Наместо десетици колумни, текстови, телевизиски напади врз нас, кои се радуваме на затварањето на USAID, гледаме само помал, слабо координиран отпор од ентузијасти во медиумите, посебно оние кои релативно скоро се приклучија во политичкиот екосистем, изграден врз американските донации, па сега како да сакаат да компензираат. Во текстовите за одбрана на USAID се прави обид да се представи како агенција која превентивно им помагала на сиромашните рурални општини низ Македонија да изградат училишта. Ручки од тупани. Со авторот ќе поразговараме за едно 20 на минути. А ова што сакам да го кажам, благодарам режија, оваа колумна на македонски се обидов да ја објавам на Facebook. Веднаш, пази, колумна, која нема пцовки, нема ширење омраза. Но, цензорите на Facebook, кои се уште имаат платата за месецов земено, цензорите на Facebook, ја забрануваат било кој да ја објави оваа колумна негова. Не, знам дека не сте храбри тоа да правите. Ја 10 пати ја објавив, 10 пати ми ја симна, нормално заради тоа си трпам казна, ама окей, не е проблем. Бидејќи, знаете што, Цветин nije ми женин брат, нити му е колумнова нешто што јас се припотресов страшно. Ма зашто да цензурираш нешто? Зашто да цензурираш? Дали ја цензурира насловите кога Политико им буташе пениси уста на моите деца? Не, и вие чутевте, а камоли, колеги, и вие чутевте. Не знаев ја. Или кога мојан довчерашен колега кој сега се занимава со спорт, ја нарекуваше жена ми курва, јавно. 2 пати, со наслов. Ама му ја исикоа дудинката сега.
Пошто се обидувам, знаете како, ја пак како христијанин имам два избора. Едниот е ја да вратам, адвокати, казни, ово, она, а друго е да оставам Господ да врати. Нека ме смета некој за помал отпор, одбрав Господ. Ама не ми се смирува гревот, бидејќи мене кога ме навредувале, знаеш како вака ми помине. Зашто жена и деца да ме рачкаш? Кога имаше повици за силување на мојата керка, еден ден бил 42 му е неговиот ник на X, инаку вработен во Министерството за надворешни работи, не знам дали е уште ме нападна и ја ги набројувам како пречутувавте за такво нешто. Ја не сум рекол, срам да ти. Пази сега, мене ме напаѓа, зашто него сум го спомнал, он никогаш не е рекол такво нешто. Ало, пречутувањето е одобрување. На твои објави тој лик што повикуваше на силување на мојата керка стоеше кај тебе. Ништо не презеде. Немој да ми глумиш лудило. Мрсул еден. Лигњо човечка. Херпес еден. И ти, и Джото тој плавески. Све тоа она СЈО команда од Катица Јанева. И мене не ми се веруваше како рокна, а еве уште не ми се верува ни како рокна овој ваш проект наречен USAID. Но, она што сакам да го поразговарам малку подоцна со мојот колега, колку ќе биде тој голем пад на USAID, да го а ќе се почувствува низ цел свет. И тоа ќе биде тектонски промени. Гледате сега, гледате оние медиуми кои едноставно растеа. Да, благодарам. Либертас, например. Средбата фон дер Лајнен Венс. Фон дер Лајнен вчера викаше ќе се обединиме, ќе обединиме Европа против Елон Маск. Еве, денеска со човекот кој е најблизок до Ванс, подпредседател од Ванс, односите ЕУ и САД имаат витална улога во денешниот геополитички пейсаж. Ало, НАТО е 90% финансирано од Соединените Американски држави. Ние ќе се организираме да го браниме Гренланд. Абе, Америка да го земе Гренланд, вие треба тоа празник да ви биде. Како кога се искрца американците се истоварија во Нормандија, ве спасија од фашизмот. Ретардирани херпеси. Само канестен вака, Европа да ја мачкаш у канестен, да ве снема, со сода бикарбона да ве плакнеме. Ќе се лигават, затоа што не им преостанува ништо. Ќе има нови финансирања, Америка ќе помага, ама ќе помага реални економски проекти, а не радикални, левичарски, каде што се уништува една земја, историја, цивилизација. Ја разбирам да дозволиш мигранти да ти дојдат. Они не примаа мигранти, примаа криминалци. Никој нема против сиромашен човек, жена, мајка, дете, кои бараат подобро, сакаат да работат, да отиде у некоја земја и тоа да го направи. Еден куп македонци, шкоти, ирци, што све не е преселено. Ова последниве 10 години беа криминалци. Серат по улица, силуваат и све тоа се приќутува. Се тоа се приќутува. Се тоа, дури ако се побуниш против тоа, тешко тебе завршуваш у затвор. Епа, дечки, заврши приказната. Ова е со таков спектакуларен пад, како падот на Советскиот сојуз. Татко ми не веруваше, вика, не ми се веруе. Дури тогаш јас се свести, викам, стварно бе, за една година се сруши се она што вие верувавте 40, 50, 60, 70 години. СССР. Се што е на лажни темели, колку и да убаво некому му звучи, пропаѓа. И не пропаѓа затоа што изгубил војна, пропаѓа економски.
Луѓе уште мислат дека државата треба да ги регулира платите, цените и така натаму. Сите држави кои правеа така и го правеа тоа, пропадна. Кина со Милтон Фридман се ослободи од тоа. Остана еднопартиска. Се друго е чист либертаријански капитализам. Пазарот. Кина си контролира полиција и си контролира војска. Постои нормално едно, да речам, контрола на државата, таму демократијата е далеку од западната демократија, но затоа слободно е онака како времето на Анте Марковиќ, народот да работи, да патува, сака поише деца, сака помалку деца, да отвори бизнис, да затвори бизнис и да му биде тоа возможено. И после се чудите зошто експлодирала Кина позитивно. Не е ради комунизмот. Токму заради примената на антикомунизмот. Луѓе, државата е лош стопан. Ако звучи убаво. Океј, ја разбирам, ајде, водите. Да речам, тоа е нешто, нека ги раководи водите. Иако вода, правото на вода го има секој човек и тоа му е загарантирано бесплатно. Ние купуваме шишиња вода и плаќаме вода за водовод. Тоа е апсурдно, па сегде, значи секое општество. Кај нас било каде. Се они се вадат, вика, ние наплаќаме водата, ние плаќаме сервисот за да ви ја донесеме водата. Не се, апсурд на денешното време. Океј, 20 часот, 45 минути. Ајде да видам шта имамо, шта смо јели пили на стриму, на стрина. Што имаме на стрина? Стримот ни е у 8К. Гледам интернетот прави чак мак. Мак. Няу. Цели 2 коментара. Маја Платнар, се прашував дал некој ќе направи емисија за USAID и ете. Маја, јас сум еден све што направил и за сирова храна и за USAID. А ти да ми спремиш една торта со стевија. Може? Чоколадна. Утре задутре ќе дојдам да ти ја купам. Колку ствари? Ти треба 3-4 дена. Инаку Маја Платнар е собственик на Здраво живо, бистро за здрава храна, каде што луѓе со многу тешки неизлечиви, но и луѓе кои си внимаваат многу на тоа што јадат. Здрава храна, сирова, термички необработена храна и произведуваат солена и блага храна, што прави една торта чоколадна од еден крем и нема шекер во неа. Океј, не добијаш. Продаеш и ја купуем. Колку е? 1500-2000 денари, така? Панче Чикарски. Поздрав Јанко, како е? Гладно е, брат, бе, гладно е, ми се јаде благо, ама не јадам шекер. Еве да се договорам со Маја Платнар каква торта ќе ми направи. Да ти пуштам одма пари. Ако си на НЛБ, она плати на пријател. Добро. Суарет Алишан. Суарет, кај си бе Суарет? Добро вечер, Јанко. Добро вечер и на тебе, Суарет. Не знам од кај се јавувате. Од кај да се јавувате, добре дојдени сте сите. Добре дојдени сте добри луѓе со добра волја и добри намери. Како ова убаво го кажав. Мощне. Добро. Маја Платнар. Поздрави го на либето твое. Донеси индијанки или нема стрим. Нема индијанки кај Маја Платнар. Тамо нема ни шекер, бе, брат. А индијанки... Ама чекај сега. Ти индијанки сакаш од палма, не ќеш од Шехерезада. Кај се измислени индијанките? У Шехерезада. Кај се првите индијанки у Скопје? У Шехерезада. Или у Апче.
И сега кој се бољи? Апче, палма или Шехерезада? Знаеш што? Многу шеќер е за мене тоа. Ја такви не можам да ја. Палма, добро, окей. Окей. Од палма ќе му донесеме. Марко, ме слушаш? Не, а? Да ти давам пари, утре ти си у близина таму, да донесеш колку сте горе? 3 по 2, 6 индијанки. Доста ќе ви се. Ајде. Ке ги наранам, ке ги натовам и ке добијам награда за свињогојство. 6 индијанки. Добро, договорено. Еве, ми се заканија. Читајте. Донес индијанки или нема стрим? Ај сега. Уцени, бе, брат. Гледаш ова? Платеници од USAID. Тоа е тоа, бе, брат. Мора да се бориме, бе. Немам. До кога вакви работи, бе? Окей. Сега ти што ќе треба да направиш, драг мој пријателе, ти ќе треба да ме отфикариш, да пуштиш неколку минути. Поздрав, Јанко, поздрав од Љубљана. Од околина на Љубљана. Што е тоа околина на Љубљана, бе? Марибор? Не, се зезам. Окей. Поздрав. Туку, вака, чекај да смислам. Значи, кога ќе се вратиш, нека стои на телефон, на линија или на телефоне Цветин Чилиманов, бидејќи он ќе биде вклучен, а додека се го вклучам него, пушти она тринги дин дринг дринг дринг. Не тоа. Ова вика? Ајде тоа. Ама слушајме, да, миксот на Максим нека иде. Добро. Ама слушајме кога ќе го имам гостинот на линија да прешалташ овде, окей? Ајде. Вечерва е темата USAID и неговото укинување, а гостин и мислам дека најкомпетентен човек во овој момент е мојот колега Цветин Чилиманов, кој моментално е на линија и со кого малку ќе поразговараме. Цветин, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Јанко, добре нашол. Ја, извини што те деранжира овака. Не, за оваа тема не е проблем никаков. И за тебе секако. Особено кога е за слави, родендени, весели моменти и така натаму. Ова е све заедно собрано. Цветин, очекуваше ли дека овие тектонски промени кои се случуваат во Соединетите Американски држави кои ги презема новата влада или структура на Доналд Трамп ќе се случува олку брзо и олку спектакуларно? Не, искрено не. Имавме надежи, имавме најави, имавме очекувања, ама по минатото искуство, нели, од минатиот пат, сите бевме ајде да почекаме да видиме, ама мислам дека ова е над сите можни очекувања. Океј, кажи ми, од она што ги имаш како информации, ја читав твојата колумна, која патем ќе се навратиме за низиното забранување, упорно, мене барем ми ја симнаа 10 пати. Кажи ми, општиот впечаток на сите работи кои до сега излегоа, а тоа е барем 10% од финансирањата на USAID во Америка, во светот, а особено
кај нас. Дури и новинари на медиуми, мислам дека беше на Fox, говоре и ја спомнуваа Македонија што USAID финансирал во Македонија. Да. Ние имаме доста работа сработено минатиот пат, нели, пред 8 години, во првиот мандат на Трамп, кога реално и беше најпотребно и за Македонија да се направи еден обид да се запре шарената револуција и има доста овие материјали кои што се достапни на интернет од тој период, доста новинари беа ангажирани, да речеме, известувачи на Heritage како Майк Гонзалес, новинар. Фала. Да. Новинари како Род Триер од American Conservative, Джейн Орлингер пишуваше доста, иако потоа неговите ставови се видоизменија. Виктор Гаетан пишуваше доста, на Fox имаше доста прилози на таа тема и нормално сега новинари кои што, нели, новинарите се експерти оваа недела за COVID, следната недела, не знам, за економија, кои што сега бараат по кратко време да најдат информации за USAID и за нивните злоупотреби низ светот, бараат на интернет и доаѓаат до информациите кои што ние сме ги, голем број новинари кои што соработуваат со доста луѓе во Македонија, меѓу кои јас, ги имаат објавувано во овој период 2015, 16, 17. Дополнително секако со некои од тие луѓе се уште сме во контакт и имавме шанса овие информации да ги обновиме со текот на времето, посебно сега. Така да поради тоа се зборува доста за Македонија, дека има доста информации на англиски јазик, добро истражени, добро напишани, солидно напишани од разни агли, објавени на лесно достапни на интернет и поради тоа, не знам, бевме сведоци дека еден американски сенатор, Џон Кенеди, говореше за Македонија. Видовме дека таа информација презема и Илон Маск лично ја преобјави кај него на порталот на Twitter. Heritage упорно се ангажира по оваа тема, Fox објавува дополнителни информации за Македонија. Триер се вклучи дополнително. Видовме дека имаше, например, интервју на Тим Пул, огромна емисија, огромно масовно гледана конзервативна емисија во САД. На Ден Бонџино, на сајтот на Ден Бонџино беа објавени дополнителни информации за... Што генерално се говори таму? Апсолутно, да. Што генерално се говори таму? Темите се неколку, значи разни новинари пристапуваат кон темата од разни агли. Например, еден агол беше по истражувањата на господинот Гонзалес, дека овие програми биле крајно политизирани, крајно политички. Значи, можеби не би било проблем ако американската амбасада USAID дава еднаква пари на конзервативни и на лево ориентирани медиуми и коментатори, но сите знаеме дека тоа не беше така, дека исклучиво ја помага левата страна, исклучиво ја напаѓа десната страна до организирање населни улични протести, шарена револуција, партизирани обвинители. Се тоа е содржано во голем број од тие извештаи медиуми кои што се пишуваа пред 8 години. Ти конкретно посочуваше и колеги новинари, по име и презиме, кои се појавија на списоците колку пари добиле за нивните емисии. Тоа е, ние добивме еден податок од USAID на тие податоци делумно беа јавно достапни по еден период за време на шарената револуција, се обидуваа да ги сокријат. Јас поднесов барање до USAID централата во Вашингтон за пристап до податоци и на тоа барање беше одговорено, но дури откако нели шарената револуција заврши, се 27 април и беше смената владата во Македонија. И таму беа содржани овие информации, кои медиуми колку пари добиле, пола милион, милион, например, 360 степени, нели има најмногу добиено како медиум над $1,000,000. Не знам, 400,000 и нешто за фамилија Марковски емисијата во која што беа представувани, не знам, младите како лево ориентирани, прогресивни, сарени, додека старите како корумпирани, десно ориентирани ВМРО-вци, значи се... Тоа на Изи, на неговата... не, друго беше. Не знам дали беше Изи тоа. Nebitno. И
Сите овие податоци ние ги објавивме. Низ годините ги објавувавме и сега повторно се актуализираат. Во меѓувреме видовме дека во денешен се објави една нова листа на медиуми и организации кои што добивале пари од USAID, која што се однесува пак за периодот по шарената револуција од 2016 до се уште тековни програми, меѓу кои програми кои што се спроведуваат преку Сорос фондацијата и East West организацијата, повторно истите медиуми, како не знам, Мирал Лапирин и 360 се разбира. Значи има и дополнителни нови податоци кои што сега овие денови излегуваат, кои што сега дополнително се анализираат. Цветин, сметаш ли дека ова и негативно може да се одрази врз Македонија, бидејќи Македонија се научи да живее на овие пари, да екзистира на овие пари, или сметаш дека прекинот на оваа помош ќе биде исклучиво само едностран токму на онаа пропаганда машина ќе го почувствува? Се ги звучниците горе. Прво не живее Македонија, од ова живеат мала група луѓе во Македонија. И тоа доста добро очигледно живеат. Понатаму тоа се релативно мали пари. Мислам, тоа се неколку десетици милиони долари годишно. Мислам дека онаа сума што излеза, не знам, 290 милиони за 4 години, дека е пренапумпана. Зборуваме за неколку десетици милиони годишно и во политизирани фондови, и во имаат програми USAID за ќе кажат некои училишта, некоја помала рурална инфраструктура, нешто поврзување, не знам, македонски со американски компании, во ред, тоа се програми за кои што никој посебно нема ништо против, иако гледавме дека тие се политизираат во минатото, но имаме неколку десетици милиони годишно што се трошат исклучиво за политизирани програми. Јас се не знае како ќе тече укинувањето на овие средства. Американската администрација вели дека ќе укинат се што не се, не знам, вакцини, директна медицинска прехранбена помош. Македонија таква помош не прима. Значи живото загрозувачки програми, односно програми кои што спасуваат животи кај нас, нема. Ние сме сепак европска држава, релативно развиена. Ќе има некој ефект за овие средствата за рурална помош, ама мислам дека не е ништо што Македонија не може да го покрие или надокнади. Главниот ефект од оваа помош не е толку парите, колку што беше насоката која што се даваше. Со тие средства американските власти бира една политичка опција во Македонија и кажува: ние оваа страна ја сакаме, оваа страна не ја сака. И тоа влијаеше на политичкиот развој на настаните во Македонија. Тоа ја правеше едната страна да биде исклучително агресивна, таа што смета дека има американската поддршка. Тоа беа СДСМ, тоа беше албанскиот фактор. Да поставуваат барања, да бараат да бидат застапени во носење одлуки дури кога немаат мнозинство или се директно отфрлени од граѓаните на избори. Потоа да прават шарени револуции, да ги подкопуваат македонските позиции во однос на соседите, по националните прашања. Значи, со малку пари, но сите ние свесни кои стои за тие пари и какви други средства Соединетите држави ги имаат на располагање, од црни листи, не знам, закани со укинување на пристап до меѓународни фондови, што се случуваше во минатото, до можеби не ни се заканува садно, дефинитивно албанскиот фактор знае да отвори прашањето на нестабилност, на гиралски терористички напади. Значи, во ситуација кога знаеш дека глобалниот полицаец, не само што не ти го чува грбот, туку и сака да дојде до смена на власта, сите овие други алатки се активира или се барем беа, сите не беа дека се некако поставени на маса. А фондовите кои што беа исплаќани, иако релативно скромни, беа индикатор за тоа што САД сакаат да постигнат во моментов и што очекуваат од нас. Директно мешање во внатрешните политички состојби. Океј, ај сега би те однесел на друга страна, бидејќи ова е процес во моментов, многу свеж дури за американците, кои
повеќето од американците прв па слушаат и за USAID, но сваќаат колку нивни пари се трошеле и за што се трошеле. А Македонија има прилично еклатантен пример, па најверојатно ќе излезат и некои други. Но она што USAID не беше осамен во финансирањето на она што се случуваше во Македонија и неговите средства, да речем, беа релативно не беа ни нешто посебно големи, па дури и за една Македонија. Но, земено во предвид заедно колку отворено општество, поточно фондацијата Сорос исто така истураше пари за потполно комплементарни проекти кои беа со USAID, тогаш се добиваше навистина една завидна цифра, каде што мислам дека и роден брат ке ти се искорумпираше против тебе, огромни тоа беа пари. Мојата поента е дали види, секоја револуција, ја ова го доживувам како револуција што се случува во Америка, голема работа е. И сметам дека е Елон Маск во право кога вика ова е најбитното што се случува, ако не успееме, после е крај. Не со Америка, со све. Со све. Она што јас сега се прашу, колку е реалната финансиска моќ да продолжи да ги поддржува своите сојузници и инсталации Сорос и колкава е неговата финансиска моќ или исклучиво сметаш дека зависеше од USAID, од длабоката држава, бидејќи нели сите они го представува како берзански шпекулант, има многу пари, а сето тоа со честна работа на берзите, со купи продај акции го заработува. Ајте молам еден поширок коментар за ова. Види, тоа тешко е да се процени. Прво тој може би има финансиски средства, ама прашање дали чувствува дека може паметно да ги вложи, дали ќе има поврат. Значи, лесно е ти да се кладиш на нешто што е сигурно, кога знаеш дека цела американска администрација стои за тебе и дека политичкиот исход ќе го реализираш, а потоа врз основа на тој политички исход можеш да бараш и економски исходи кои што тебе ти одговараат да си ги вратиш парите. Јас, например, еден податок што често пати го вадиме деновиве дека САД вложиле во Македонија, не знам колку милиарда, 2 милиарди помош преку USAID, само еден договор со Бехтал нас не цени колку тоа 2,5 милиарди. Целата помош со еден договор подпишан со Артан Груби, со прескапи патишта, договор што са многу тешко ќе се раскине, без никаква европска помош да влезе во тој договор, бидејќи беше подпишан без тендер, без наддавање, туку директно со одбрана компанија од САД. Тие пари им ги вратишме во еден потек. Овие организации сега нели секако Извини, бараат, да? Ми рече им ги вративме, ги отфрливме Бехтел и Енка или Не, тој договор е подпишан, пари се исплаќаат. ние исплаќаме пари? Така да, во минатиот мандат нели не видовме дека нешто се гради под Артан Груби, гледаме дека сегашната влада се обидува или да го забрза градењето, нели, позицијата на премиерот е дека многу тешко ќе се раскине тој договор, што прават нели некои обиди да се репреговараат делови од тоа, да не биде до толку брутална кражба. На крај ќе добиеме ние патишто тоа, мислам, некакви, колку ќе чинат, како ќе бидат направени, знаејќи како е постигнат тој договор и меѓу кого, во каков однос на силите, јасно е дека целата работа од старта многу спорна. Самите организации, нели, сега ќе се нацртаат пред Сорос, ќе се нацртаат пред британски, холандски, шведски амбасади, ќе бараат средства. Таму некои дури земаат и од Вишеградската група, што е само по себе многу интересно од исти во овие организации. Но повторно велам, значи добар дел од тие луѓе имаат други приходи. Значи во време на СДСМ имаше масовен напор невладините од шарената револуција да добиваат, например, општински средства, да добиваат средства од централниот буџет. Па затоа е конечно поентата на Џорџ Сорос. Да, можеш малце да смениш каде. На Џорџ Сорос не е само да ги исплаќа своите пари, туку да завладае со просторот, па да владае и со буџетите на земјата каде што ја направил промената. Така. Значи, на добар од овие луѓе
тие пари им се, да речеме, дополнителниот мотив на веќе постоечки плати. Некои од нив имаат, например, и приватни сделки кои што пак многу лесно ги постигнуваат кога, да речеме, како добитници на грант од USAID, како луѓе видени радово американската амбасада кои што се среќаваат со дипломатите тука, ќе стане јасно дека тие се милиници избраници на власта. Има разни обвинувања за разни медиуми како ја злоупотребуваат таа блискост, а за обвинители како Катица Јагнева, например, веќе и судски докажано што правела со нејзините фотографии со западните дипломати, како влегувала кај бизнисмени и што барал. Мислам дека јасно е дека овие договори можеби финансиски не им се толку важни колку што е важно да бидат покажани дека се тие избраници милиници на власта и дека можат да прават што сакат. И потоа тие ќе си најдат начин како тоа да си го монетизираат понатаму. Значи, не зборуваме само за крадење на фондови. Но ние сега збориме до сега. Што понатаму? Што ти збори тебе инстинктот? Дали контраударот, нели, контрареволуцијата ќе успее да ја направи? Дали мислиш дека можат да се организираат? Ја читам денеска фон дер Лајнен до вчера беше ќе се здружи Европа против Елон, а денеска со Валц му мјаука. Значи, очигледно е моќта доаѓа од парите, а многу добра и мудра ти беше она мисла дека Сорос има пари, нормално, ама секако дека ќе прави проценка дали му се исплати да вложува во контрареволуции или да преживе. Бидејќи видовме дека Безос, Цукенберг, нели, веднаш сменија сите газди. Така им стана јасно нивната проценка. Нам уште ни беше нејасно кога пред година дена тонот го смени американската амбасадорка која до вчера што дрвја и камења буквално по име и презиме фрлаше по Мисковски, а сега е нашиот драг пријател, соработник и така натаму. Видам Артан Груби на црна листа. Да, со Артан Груби на црна листа. Значи, сметам... Ќе биде доста хаотичен процес, никој не може да предвиди. Ова е една елита градена врз грбот на јасно позиционирана американска поддршка во Македонија кон една страна, нели, кон СДСМ и кон албанците, градена 20 години. Цела е, нели, ця елита е, не знам, може тежок збор за тие луѓе, ама една номенклатура е изградена врз основа на таа поддршка и е инфилтрирана во сите сфери на општеството. И тоа не само кај нас, тоа е во сите држави во регионот, во голем дел на Европа. Еве денеска, например, најнова вест е дека премиерот на Словачка, Фицо, кој што како Трамп, нели, завлакно преживеа атентат, поднал писмо до Илон Маск во кое што бара следба и нуди да достави информации за злоупотребите на овие програми и практично, нели, да седнеме да разговараме што сте финансирале до сега во Словачка, конкретно со зборовите мешање во внатрешните политички прашања на Словачка. Значи, очигледно дека и на други држави на кои што не само ние имавме таа, нели, ситуација да бидеме држава која што ова прашање беше исклучително актуелно за време на изборот на Трамп. Вакви организации, вакви шарени револуции се помагаат се вршат низ цела Европа. Така да тоа ќе биде еден континентален процес за откривање, разоткривање на овие мрежи и нели, целта би била и во идеални услови една нормализирана функционирање на политиката во нашите општества со еднакво право на сите политички страни да се надпреваруваат, да учествуваат во изборниот процес без никој надвор да посебно некоја држава која што е толку премоćна по сите параметри. Дали овие податоци може да бидат утре дел од некаков правен судски процес за злоупотреба, проневера, антидржавно делување или што ти ја знам. Претпоставам дека се тоа легално добиени пари, плакани ДДВ и даноци и така натаму, но не предпоставај. Премногу. Добар си. Мислам свашта дека ќе има тука. Аха. Не знам.
Не знам, зависи од Што ти збори инстинкт од тебе? Еве, шпекулираме. како што гледаме, еве, например, примерот на Словачка што го гледаме денеска, дефинитивно би одала на некаква потврда опција. Секако во некои држави во кои што овие злоупотреби биле најизразени и во кои што политичката констелација ќе биде соодветна, ќе се прават и такви целосни обиди за расчистување. Нормално, сето тоа треба да почне од САД. Значи, и самите Соединети држави најавија истрага и председателот на Америка за огромна прераширена организација, самиот вели дека се работи за криминална организација. Ова е паметта што му дојде на Доналд Трамп, бидејќи апсолутно ништо од ова не направи и нормално нив име гајле кој е на власт, дали е Доналд Трамп или нивни човек, кога нити ги контролира фондовите, нити USAID, нити одливот на парите. Но ти објави на Твитер една драматична дека на Елон Маск му забранија пристап во федералните резерви, мислам дека напиша. Што е досега без преседан да суд биде над власта и моќта на председател на САД. Овде се преседани невидени до сега, вака у меѓународно, па дури и за нивни појми. Можеш малце да објасниш и да прогнозираш? Конфузна е таа ситуација, значи конфузен систем, да речеме додека Бајден беше преседател, не се случило судија избран во некоја републиканска средина да блокира толку крупни мерки. Значи сега зборуваме за локални судови, за малски судови, сега не знам, судот во Кавадарци да блокира одлука на владата за именување на, што беше денеска, не знам, функционер на одредено биро кој што преседателот сака да го разреши, кој што бил значаен во попречување на овие истраги, например. Има дури обиди да му се... Добро, и таков суд, таква одлука е валидна, стварно успеа да може да биде валидна привремено, додека нема жалба на апелацијски суд, Врховниот суд е централно, мислам, целосно со мнозинство на Доналд Трамп. Има дури доста теории дека извршната власт не ни треба да ги исполнува, да ги почитува овие одлуки на локални малски судови, па да видиме што ќе направи судот, како судот ќе се обиде да ја спроведе својата одлука. Така да си имате на сега во моментов сериозно. Имаат одредена уставна дилема во која што јасно е дека двете страни се спремале. Со ова веќе се напишани жалби, одбрани се судиите оттегнати од другата страна. Сега се надпреваруваат кој побрзо ќе најде негов близок судија да му поднесе ваков предмет, да се обиде да го блокира Трамп, потоа другата страна да најде свој судија кој што ќе ја одблокира блокадата. Ќе биде тоа некој процес, но видете, првичен, конкретно за USAID, првичната наредба беше во рокот, како беше, месец дена, сите да се спакуваат, да се вратат дома. Алекс Сорос ја презеде палката од својот веќе стар татко. Неколку пати дојде во Македонија, ако ти сигурно добро знаеш, ја нема да спомнувам имиња. Знаеш дека бивши премиер формираше своја фондација која е буквално иста како Сорос по структура, со огромни пари кои предпоставувам дека се и од Сорос и од за време владењето кои се стекнати и така натаму, и кои ќе нормално помогнат на опозицијата да го прави она што треба да го прави. Моја проценка е дека имаат пари за 8 години да бидат со повеќе пари и медиумска моќ 8 години во опозиција, бидејќи гледам нивното спокојство е загрижувачко после све ова што го видовме. Тој коментар? Не знам сега психолошки како да ги проценам. Првична реакција нели е во нормални услови. До сега ќе видевме десетици текстови во кои што се објаснува, дискутира, критикува одлуката на Трамп, па нели да речеме оваа одлука на медиуми во Македонија да ги објават списоците на луѓе кои што примале пари, мислам, сети се како би реагирале на вакво нешто во
15-16 година да објавиш сосема легитимен јавно достапен податок кои луѓе, кои медиуми биле финансирани од надвор. Сега сме сведоци дека има една громогласна тишина, мислам, освен да речеме кај тебе во емисија на социјалните мрежи да се продискутира за ова, молчат, посебно молчат нели тие што сме очекувале да ги бранат, промовираат овие програми. Така да не знам како да ја проценам нивната реакција, дали е, како што велиш, Многу неспремен си ми. ладнокрвност. Многу си ми неспремен за револуцијава. Се шегов. Види се, нас овеќе ни беше потребна пред 8 години. Сега е потребна повеќе на Америка. Тие почнаа да расчистуваат. Але Цвети ние преживеавме барем. Така. Со последици, ама ве преживеавме. Последици за државата, последици за индивидуалци кои што еве ги знаеме сите. Да, ако ги читаш Како на помина? Твитер, како онај Штакорон, како вика, вие ситите се, нели, Цветин се сител за USAID, ама деца на ушколине на Чучавец ке ни... Така, Да, ама ја реков дека јасно. повеќето школи у Македонија се на Чучавец. И дека оние што се вецеа не се од USAID изградени. Ама мислам тоа е една празна реторика на како беше албумот на Идоли, Одбрана и последни дани. Така што немаат веќе и мислам дека у еден подолг процес како нема да стигнуваат фондови, хонорари и така натаму, така и таа страна ќе се стишува, бидејќи не верувам дека се способни за радикално нешто како што е партизанска револуција, идење у планина, терористички организации и така натаму. Им се даде целосна шанса, целосен крп од запад, еве, добро, видете, покажете. Спроведе најрадикалната одлука која што ни ја ветуваа дека ќе реши све, промена на името, дека после тоа меди млеко, ЕУ, НАТО, Илон Маск ќе влеземе, наместо тоа Илон Маск влезе кај нас. Наместо ние да влеземе во Илон Маск, како што вика. На спроведувањето на главната цел за која што беа донесени на власт, целосно потврди, односно ја спроведаа, но се покажа дека не им било договорено, не им било испланирано како што треба, дека тоа нема да донесе просперитет, напротив отвори дополнителен спор со Бугарија, така да главното геополитичко прашање, главниот геополитички пристап нивен, ние да се понижиме сега малку, па секи биде супер за 3-5 години, тука апсолутно се дискредитира. Така да не само Мислиш ли што дека може... USAID ке... Еве, све од ова што го гледаш до сега, дека USAID ке се реформира, гледа, ја читам Иванковска, USAID е мртов, да живее USAID, дека USAID ке се трансформира некако и он ке продолжи, и ти го спомна, нели, дека ќе размислат дека се што не е вакцини, лекови и храна, дека ќе биде укинато, а оваа конкретна помош со многу поголема контрола и многу поконкретна животозагрозувачки проекти, дека ќе продолжат. Сметаш дека ќе има таква една реконструкција на Тоа го организација? спорува Майк Пенс, тој е, да речеме, сега главниот гласноговорник на овие промени, еден од поранешен дипломат, Да? функционира во Стейт департментот, кој што беше главен, да речеме, коментатор, разоткривач на овие злоупотреби, и тој вели, да речеме, дека би требало да се врати никаков вид наладка за мека моќ, како што велат, за културолошка пропагандна моќ. Друга страна, мислам, сите имаме Netflix, сите имаме интернет, нормално дека гледаме американски креатори, филмови, коментатори, нормално дека ги имитираме, така да дека баш им треба од државата една водена организација која што ќе кажува овие се добрите, овие се избраните од нас, овој стил на новинарство ќе ги имитирате, овој стил на факт-чекинг, овие политики ќе ги спроведувате во економијата, по прашањето на абортусот, ЛГБТ политиките, значи сите тие работи кои што во Америка се поделени пола-пола, тука не ги пренесуваа како да се 100% определени по тоа, по едно прашање. Понатаму, овој пристап кон војната во Украина ќе го повторувате сите од прв до последен. Мислам дека прво дека е, нели, принципиално гледано би било некоректно сега Трамп да направи десничарски USAID, значи мага USAID. Да, контра, тоа би било исто така лошо. Но
Но ако го направи, има потполно право да го направи. Да, но ете, ние 30 години бевме финансирани и лоши и добри. 90% антимакедонски, 10% имаше нешто за црквата, некој училиште. Да, 2-3 цркви реновира. Дали сметаш дека присуството на Христијан Мицкоски на инаугурацијата на Доналд Трамп, инволвираноста и тоа нападно, позитивно, у позитивен смисла на збор, на Крис Павловски, како еден од ретките македонски милиардери, плюс и уште некои милиардери, кои се силно заинтересирани, дали сметаш дека ние ќе добиеме една, ајде да речам, промакедонска, промовирачка, инвеститорски некаков циклус од луѓе кои, например, шо беше Сорос за албанците, ромите, трансджендерите, ЛГБТ, дека нека преку овие ние ќе добиеме еден, ајде да речем, ветер во грб или барем владата за своите проекти со овие луѓе кои би помогнале во развојот на економијата во Македонија. Тоа е најправилниот пристап наместо државни фондови со кои што американската влада ќе кажува вака треба или така треба. Ние имаме доволно успешни македонци во светот кои што постојано барале, гледале начин како да придонесат во Македонија, и при тоа, нели, се разбира, како што прават сите бизнисмени во светот, како патриоти да ги бранат македонските интереси надвор. Тоа е еден нормален пристап. Погледнете во било која друга држава, Грција, Бугарија, Србија, нивните успешни луѓе надвор, се знае како се определени, само кај нас тоа беше нешто страшно, беше нешто што се сатанизираше, дури на Енди Пеков, например, исто така мултимилиардер во Калифорнија, Заев му го одзема почесното конзулство, значи една титула која што е символична, која што нема друга улога, освен да се изрази почит кон човекот за се што прави за Македонија, колку луѓе вработува тука, колку помага надвор за нас. Сега дуваат нови ветришта, пред се како благодарение на господинот Павловски во политички смисол и мислам дека македонците надвор можат да го следат тој пример, да видат дека ова би повторно се движи кон тоа да постане држава на која што тие можат да бидат горди и која што ќе сакаат со гордост да ја помагаат и да ја промовираат во светот и да инвестираат тука. Цветин, што се однесува ти секогаш кој си ги следал работите, си ги следал каква е перспективата на Македонија и на Америка и виз верса Македонија и Америка. Дали следиш ова меѓународниве цунамија кои се случуваат моментално? Например, дали имаш некое размислување, ја спомна Чешка, го спомна Фицо, дали мислиш, бидејќи иако сега малку се повлече и се заќуте, бидејќи можеше да направи поголема штета, се очекуваат големите промени да се случат, како што се случува во Америка, да се случат во Германија и во Франција. Тоа е многу битно. Британија е апсолутно земја која е на едноставно како Пинокио на американците ќе прави како што ќе му кажат, без оглед што не знам. Иако анкетите таму се најдобри. Да. Сакам да кажам, што мислиш, дали таа промена може да се случи и во Германија со десница, бидејќи Елон прилично им даде буст? Не, десницата ќе победи, но не, се очекува да победи на другата десница, да победи десницата од Старков таму. Прашање дали ќе им се дозволи, например, доколку им фали мал број гласови за формирање влада, да направат коалиција со АФД, да се прекине тој забрана да се соработува со таа партија во германската политика, или повторно ќе ги тераат, ќе одат на опција да направат коалиција со зелени, со социјалдемократи, па например да имаме ситуација како во време на Меркел. Меркел е на власт, но Министерството за надворешни работи цело време на низиниот мандат го водат социјалдемократите, мислам дека или кој беше уште некое време дали либералите беа, но по принцип
дипломатијата да не биде Меркел, односно партијата на Меркел нема свој министар за надворешни работи од 60-тите години. 1960-тите. А биле на власт со децении во Германија. Секогаш го даваат дали на зелените, дали на либерал-демократите, дали на некој лево сметало, дали на социјал-демократите. Така да не е само десницата ќе победи во Германија, прашање како ќе се однесува, дали како во првиот мандат на Трамп или како Трамп од вториот мандат. Исто е прашањето и за Италија, и за Холандија, и за Шведска, каде што веќе има влади кои што се Не, мислам дека види, ако ова успее во Германија, поточно ако се види силата, а и фондовиве секнат, бидејќи овие партии реално што се левичарски во Европа, Франција и Германија, конкретно живеат и се поставени како и од Европската унија, фон дер Лајнен и сите. Тоа е све Кумровец школа. Една иста Кумровец школа, тоа се бројлери одгледани таму, кои се и финансирани. Со укинувањето на финансирањето од страна на USAID, ќе се укинат најверојатно и фондовите на тие партии кои огромни пари. Јас знам дека во Германија се уште они цицаат од Ауди, од BMW и така натаму, и тоа се големи пари, но сметам дека ако ова успее во Германија, тоа ќе биде после домино ефект кај сите други земји. Така. Бидејќи оваа левица успеа во Европа затоа што беше наметната и поддржана од Америка, точно неколку земји клучни, и после сето тоа се прелеа многу лесно и во другите земји. Како Финска. Финска бе од една прекрасна земја, тако фучкур со неколку квази нивни председатели, ќе влегуваме у НАТО, ќе војуваме против Русија. Абе нонсенс, мислам, таква неписменост, таква краткогледост, таква точно шарени револуционери кои знае да фрле кондом со боја и толку знае од политика и од филозофија у животот. Иако па од друга страна не се слагам. Сметам дека Нетањаху е стварно зло и треба да биде сменета, ама не се, сега разбирам. Голема е тоа. Види, десницата во принцип не е меѓународно поврзана. Ние немаме соработка на ниво на десница, што е нормално, бидејќи се работи за национални опции. И кои што меѓу другото се често пати испокарани со првите соседи, што ја попречува соработката. Левицата е интернационалистичко движење и затоа се многу поуспешни во институции како ЕУ, како НАТО, каде што националните власти, кога се лево одбрани, бегаат, бараат закрила од меѓународните организации да ја поништат волјата на своите граѓани. Да владеат преку Европска комисија, преку Европска унија, преку меѓународни фондови организации, наместо да победат на избори и да владеат преку локалните власти. Ова е сега една нова ситуација да се направи обид, можеби од времето на Реган. Прв пат, можеби времето на Буш. Да речеме, десницата се обидува да обедини другите држави на платформа, например, за војна против Ирак или за, да речеме, студената војна под Реган. Не постојат такви организации активни кои што би промовирале вредности како слободен пазар, традиционални семејни вредности, ограничена власт, регулативи, намалување на регулативите, кај десницата кои што би работеле перманентно, како што работат левичарските организации преку меѓународните организации. Тоа е дополнителен проблем за Трамп, кој што и самиот фигура која што може во Канада, во Европа да го напаѓаат дека е таков вулгарен американец. Што сакаш да кажеш некако, Цветен, жал ми е што некако како да е 2017, пак се гледам си ги мериш зборовите, страв ти не сакаш да... Не, ги кажувам кои се објективните проблеми, значи немаме организации, десницата нема искуство на соработка. Ева да речем Орбан е, можеби, најзастапен во Европа за... Да, како го коментираш, например, ајде да извлечам уште неколку мислења од тебе, убаво ми е муабетов, иако би го терал 3 сати, ама немам толку време овде, за жал, тоа на подкаст треба со 2-3 ручека, со 2-3 оброка. Да. Кажи ми, леле, што сакав да те прашам.
Сакав да те прашам за не можам да ја најдам потврдата дека ја прекинува соработката, поддршката, издршката или го укинува Хашкиот трибунал. Трамп. Не, соднесува на Меѓународниот воен суд, тоа е Меѓународен воен суд, добро? да, кривичен суд, како се вика. Тој треба да биде суд за воени злосторници, кој што го не само за Југославија, нели, не Хашкиот, нашиот Хашки трибунал, кој што право ти кажам, не знам дали уште функционира во некое својство. Не, ова е суд за сличен на Хашкиот трибунал, но кој што треба да се однесува на цел свет, но САД никогаш не го прифатиле неговиот мандат, бидејќи знаат дека тоа би значило дека нивен генерал или политичар дури од треба да одговара. Да. И последно е дека преку Јужна Африка во тој суд беше покренат некој процес за Нетанијаху, според кој што би требало Нетанијаху да биде уопсен ако посети некоја европска држава, например. И САД веднаш реагираа да воведат санкции за овој суд поради гонењето на Нетанијаху и во исто време гледаме дека почна одредена кампања и против Јужна Африка како држава која што ги предводеше овие процеси. Да, и то со сериозни, она бев шокирано до обвинувањата дека таму белото население е подложно на убиство, на прогон и така натаму и така натаму. Тоа е донекаде точно и нели легитимен аргумент и се позната во десницата во САД и го активираа сега како аргумент за санкционирање на Јужна Африка, се предпоставува поради нивниот однос кон Израел. Се надевам дека ќе отидеме, дека ќе се вратиш во Америка како дописник или нешто слично. Се надевам дека ќе ме прошеташ до Американскиот залив, ново именуван, да квасиме нозе. Се надевам дека Мекдоналдс ќе го вратиме во Македонија. Маралаго. Да. Маралаго ќе поиграме голф, тоа дефинитивно. Да. Ако ништо друго. Треба голф терени да ни отворат. Затоа мојата проценка беше дека оваа власт во Македонија, заслужено или незаслужено, без да навлегам во тоа, ќе владае уште многу долго. Ова ќе биде добар ветар во грб. Политиката нова која во Америка очигледно е веќе како цунами, како слечиште кое не верувам дека ќе успеат да го запрат, освен ако сами не направат некои делови да се стишаат. Сметам дека оваа власт ќе, ако биде оставена и продолжи вака да работи, уште многу долго. Да се вратиме на практиките на кои што бевме пред интервенција надвор да бидеме турнати од пат. Цветин, уморен сум. Да ти кажам, не можам дури ни да ја споделам радоста и еуфоријата која реално би ја имал пред 10 години. Сега ми е I don't give a damn, ама имаме деца, имаме пријатели и затоа оваа позитивна промена од името на сите граѓани на Македонија, било кој сметам дека е ова добро. И оние што сметаат дека им е лошо, оние што се од левица, што се албанци, роми, така натаму, што до вчера цицеле, напротив, ја мислам дека е ова уште подобро. Може би нема да го почувствуваат веднаш, нели, оти се учени, плати врата, земај плата, ама дека ова е позитивно за целото општество, мислам дека апсолутно. Сега луѓето што ги земале овие грантови, кои што ги спроведувале овие непринципилни политики, имаат име и презиме, не се сите нормално. Да. Не можеме да ги генерализираме, но факт е дека политиките одаа пред се на штета на македонските национални интереси. Јас сум убеден дека наскоро ќе го видам Орце Камчев како почесен конзул на Америка овде. А црната листа ќе биде производ на тоалетна хартија, трослојна, миризлива. Пошто листава стварно стана апсурд во која, нели, во последен момент ги ставаа оние реалните криминалци, а не оние што ги прогонуваат. Така што во секој случај имав уште една работа и не знам дали е коректно од моја страна. Имам, ќе те прашам. Структурата, значи, Американската амбасада во Македонија, во Скопје, Кале, е една структура која брои стотици и стотици македонци
кои се исклучило од една иста номенклатура, од исти партиски, од исти бройлерски вид, кој едноставно спроведува исклучиво агенда на демократите, на USAID, а не американска агенда, кој едноставно помага на се антимакедонско и така натаму. Сметаш ли дека се доволно, дека таму ќе има некои тектонски промени, бидејќи човек, не можевме ни да се приближиме ни за обична изјава, а камоли за нешто повеќе ние како луѓе, како туристи, јас и ти не можевме да излеземе да отидам ја како туриста да се приближам да побарам, а не друго. Кој ти, Јанко, ба нема шанси, ич не доаѓа, крши глава. Со вулгарни однесувања со све, за разлика од други кои беа третирани и така натаму, што беше многу мизерно, не заради мене. Ја веќе нема ни да патувам нигде, туку мизерија човечка, обштествена, што ја гледав од такви структури кои се упика таму како паразити. Тие беа четврта власт во Македонија, судска, законодавна, извршна и една која што треба да ги контролира сите нив, американската амбасада. И беа апсолутно максимално непринципиални, максимално политички пристрасни, само за една политичка опција работа, само една политичка опција поддржуваат, тоа најдобре се гледа и преку изборот на тоа кој ќе ги добива грантовите од USAID и преку каков е односот кон корупцијата во време на една власт, во време на друга власт, како се со сила се бараат случаи, да речеме, за медиумски слободи, неслободи во едно време, а се прикриваат потешки, пострашни такви случаи во друго време, со изборот на националните приоритети во однос на македонските, албанските национални интереси, како ќе се постапува. Значи, апсолутно пристрасна институција која што направи огромна штета на Македонија и на тоа како македонците ја перцепираат Америка и како се однесуваат кон нив до директно мешање во внатрешните политички процеси и прашања на Македонија, до бирање на судии, обвинители, па дури и на пониско ниво функционери, да не зборуваме за највисоките. Неодамна еден од СДСМ, еден гласноговорник нешто коментираше за односот на американските амбасадори, употреби израз го толерирала Груевски да е на власт. Значи, пази, човек кој што бил избран од граѓаните, според нив право на амбасадата и обврска на амбасадата е да дозволи или да не дозволи формирање на власт од страна на партијата која што е избрана на граѓаните. И ако дозволи, да тоа да не биде нивната опција, да не биде СДСМ, да биде друга опција, тоа го смета дека го толерира, дека како нивен пропуста, дека направиле греска што го толерирале толку долго. Буквално таков израз употреби. И што видовме нели во 2016 година, дека буквално така и постапија, буквално бираат кој ќе формира власт, кого ќе толерираат или нема да толерираат на власта, кого ќе донесат со сила. Така да апсолутно крајно потребно е да се преиспита улогата и работата на таа институција. Океј, Цветин, ово што го кажа, те молам, прати ми го во порака, видео X и така натаму, сакам да го видам ликот со таа изјава. Не, чисто да го следам реминисценцијата. Како ќе се... Фрчковски. Добро, он не може, он е веќе извитоперен. Мислам, тоа е тоа. Едноставно ќе се стишуваат. Океј, ја ти благодарам на ова исцрпно јавување. Не очекував дека ќе биде шолку елоквентен. Немав намера да те деранжирам толку. Иако телефонски јавувања ми се исто убави интервјуа, испадна ова фул интервју, ја многу ти благодарам. Мене ми помогна, на гледачите и ќе гледаме како ќе се случуваат работите. Ја ти посакувам се најдобро и се надевам повторно во следна прилика. Дефинитивно, благодарам, Јанко. Драги мои, се слушаме. Поздрав, лека ноќ и пријатно до тебе. Драги мои, иако имав во план да ги отворам телефоните, сепак, ето, непланирано, сосема спонтано не излезе овој разговор опширен во врска со USAID. Значи, на оние што се загрижени, ништо драматично нема да се случи.
ништо фантастично нема да се случи, ниту Македонија ќе пропадне, ама некои луѓе кои едноставно профитираа, живееа, се богатеа, едноставно ќе ги немаат тие пари и ќе станат реално продуктивни, ќе се трудат да бидат, како што сте и вие, драг мој напатен народе, кој како ликови од песните на Кочо Рацин стануете рано са бајле, за туѓи бели дворови, копај си црни гробови. Така што, ако ништо друго, може би животот нема да дочекам да ми биде подобар, но барем ќе имам едно мало чувство дека дојдоа некои промени кои ќе им дадат шанса на моите деца, моите блиски, моите драги, пријатели, гледачи, познаници, мојот алтруизам што го имам спрема се она што го знам и го посакувам, дека ќе ми биде драго, дека ете, човештвото добива некоја нова шанса, нема една страна само, ќе не остават органски сами да се развиваме онака како ние сакаме, како ние мислиме, како нам ни одговара, а не онака како што некој ни диктира. Во име на добри намери, наместо да се подобрат односите, например, помеѓу ајде да речам традиционалните семејства и геј популацијата, тие се заострија. Помеѓу мигрантите и домицилното население, наместо да се релаксираат, тие се заострија. Како да овие финансирања, наместо да прават подобро, правеа полошо. Но секогаш ќе бидам благодарен кога е помош во лекови, кога е помош во храна, кога е помош за здравство и нема земја на планетава која нема и не и треба помош. Ние сме човештво, ние сме болни, нам ни треба помош, колку и да напредуваме. Ја ви благодарам за вашето внимание. Ќе продолжиме, се надевам, утре вечер, иако имам нешто во план, но здравје Боже. Ноќеска ќе чепкам да видам што имам да исчепкам од рудникот за утре вечер да направам некоја интересна емисија. За мене, за друго, помалце важно. Лека ноќ и пријатно.